Министерството за одбрана да престане да врши селекција при исплатата на блок дотациите за пожарникарите, бара штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Тој тврди дека не се почитуваат законските одредби кога станува збор за распределба на средствата со кои се исплаќаат платите на пожарникарите. Некои општини добиваат повеќе, а некои помалку. Најалармантно е во Штип, за да се покријат трошоците за одржливост на Штипската противпожарна служба. Секој месец од општинската сметка по овој основ се исплаќаат средства во висина на едно детско игралиште, односно по 2 милиони денари, а од државата се инкасираат само скромни 700.000 денари. Во општина Штип само за 10 пожарникари се исплаќаат финансиски средства. Остатокот од 23 пожарникари општината го превзема како обврска, за разлика да речеме со една друга соседна општина која што е многу слична на општина Штип по бројот на жители, тоа е општина Велес, која што исто така има 33 вработени во противпожарната единица, но блок дотациите кои што ги добиваат од Министерство за одбрана и од Министерство за финансии се за скупно 33. Не само Штип е засегнат со овој проблем. Неправда во однос распределбата на парите трпат и останатите општини, објаснува преседателот на ЗЕЛС Орце Ѓоргиев. Тој потенцира дека новаа тема е веќе разговарано со министерот за финансии. Сепак не е оптимист дека власта има капацитет да го реши проблемот кој се провлекува со години. Во меѓувреме општината и синдикатот на пожарникарите потпишаа нов колективен договор. Платата ќе им се зголеми, а редовно ќе им се исплаќаат и додатоците на плата, што не беше случај до сега. По општината често пати беше давана на суд. Во минатите години неколку стотици илјади евра се исплатени на име на судски трошоци, адвокатски трошоци од страна на општина Штип. За да го спречиме овој тренд, склучивме нов колективен договор со кој што ги усогласивме законските обврски кои што ние ги имаме во однос на висината на платата која што ја земаат пожарникарите. Со новиот колективен договор се предвидува 2 пати годишно на пожарникарите им се врши тестирање на физичка подготвеност. Согласно Законот за пожарникарство, нивниот број зависи од бројот на жители. Односно на секои 1500 жители потребно е да има по еден пожарникар.